носител. Во студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележа денот. СМС пораки Министерството за здравство ќе им препорачува на повозрастните граѓани да се заштитат од западно-нилска треска. Опозицијата обвинува за задоцнато и неефикасно прскање против комарци. Општините и владата тврдат дека се преземени соодветни мерки. Објавени дел од анализите за квалитетот на водата во Гостивар. Опозицијата прашува кој гарантира дека е чиста, власта ја упатува да го праша градоначалникот кој тие го поддржале. Огнен фронт долг повеќе од 20 километри во Мариовско. Тешка ноќ за пожарникарите и доброволците откако ветрот го прошири огнот кон Крушевица. Охриѓанецот кој 7 години чекаше трансплантација, итно пренесен во Берлин со владиниот авион. Прага нуди посредство за надминување на спорот меѓу Скопје и Софија. Утре ќе се знае дали и оваа година ќе има училишна кошничка за помош на семејствата за купување прибор. За квалитетот на водата во Гостивар, објавени дел од мерењата и земените мостри од Центарот за јавно здравје Тетова. За ова ќе известуваме во живо во вестите. Останете со нас. За една недела во Скопје се регистрирани 12 нови случаи на западно-нилска треска. Досега вирусот е потврден кај вкупно 38 лица. Најмногу заболени има во Драчево и руралните делови на Газибаба, па Министерството почна преку СМС да ги информира повозрастните граѓани како да се заштитат. Опозицијата обвинува за задоцната дезинсекција, додека здравствените власти тврдат дека прскањето било спроведено според план. Александар Динев има детали. За една недела регистрирани се 12 нови случаи со западно-нилска треска во Македонија. Според извештајот на Институтот за јавно здравје, досега вирусната инфекција е потврдена кај 36 лица, а за 20 пациенти се чекаат резултатите. Најмногу заболени има во Драчево, општина Кисела Вода, и рурални места во Газибаба. Најголемиот дел се постари од 60 години, еден случај е на 25 годишна возраст, а засега нема заразени деца. Опасноста секој пат постои, поготово кога сте во епидемиски бран. Сваќате? Така да не можете да кажете со сигурност дека нема да имаме случаи на деца заболени. Меѓутоа, грижата на родителите кон децата е малце поголема отколку грижата на возрастните сами за себе, па може би токму таа употреба на репелентни средства кај помалите допринесува еве до сега. Немаме регистрирано случај, се надевам дека така ќе остане. Токму на повозрастните граѓани од овие подрачја, Министерството за здравство почна да им испраќа СМС пораки за да ги информира како да се заштитат од комарци и кога да побараат лекарска помош. Од вчера започнавме од Петровец, преку Газибаба се испратени 6526 СМС пораки и ќе се испратат уште 31.000 СМС пораки во овие таргет општини. Во СМС пораките има линк за упатство за лична заштита и до сега од информациите од моите мин 70% од граѓаните го отвориле линкот. Од опозицијската СДСМ и денеска обвинуваат дека ескалирала ситуацијата со западно-нилската треска и состојбата станала алармантна, зашто скопскиот градоначалник задоцнил со прскање против комарци. Скопјани повторно се жртви на неспособноста на човекот кој го избра да биде нивниот заштитник, градоначалникот на град Скопје. Наместо на време на превенција, на време на анализа и системска контрола на жариштата со комарците, градоначалникот и овој пат задоцни. Дури сега се сети дека треба да прска против комарци. Министерот за здравство објави извештај од контролите на ДСЗ и тврди дека градот ја исполнил обврската за прскање против комарци согласно планот. Наредниот период фокус ќе биде ставен на лоцирање на застоените води во општините каде има епидемија на западно-нилска треска и дезинсекција од земја токму околу тие места. Клековски уверува дека средствата кои се користеле при дезинсекција биле од листата препорачана од СЗО. Значи, сите тие средства подлежат на режим на увоз и на контрола на квалитет, така да во основа сите се ти увезени. И добар дел од нив ги користат центрите за јавно здравје, што се јавни установи, така да ја немам сомнеж во квалитетот. Дали треба да се засили мониторинг на прскањето? Да.
Досега од компликации од западно-нилска треска починаа 4 повозрастни лица од Скопје. Здравствените власти посочуваат дека смртноста според прогнозите е околу 10% од пациентите со воспаление на мозокот кои биле хоспитализирани. Александар Динев, Сител телевизија. Објавени се дел од анализите за водата во Гостивар и тие покажуваат дека примеруците земени на 12 август биле безбедни за пиење. Но останува дилемата која носи конечната одлука, зошто се уште не се достапни сите резултати од институциите што ја следеле кризата. Тамара Дичовска известува во живо во вестите. Тамара, што беше денеска објавено? Министерството за здравство денеска ги објави анализите од водата во Гостивар според кои беше укината забраната за водата за пиење. Опозицијата со денови инсистираше да бидат објавени резултатите како гаранција за гостиварци дека сепак можат да ја пијат водата. Меѓутоа ова се резултатите само од Центарот за јавно здравје Тетово и министерот за здравство Клековски ги сподели бидејќи само тие биле под негова надлежност. Меѓутоа побара од Агенцијата за храна и ветеринарство, од Центарот за управување со кризи, како и од гостиварски комуналеци, тие да ги објават нивните анализи што ги спровеле и од земените мостри од гостиварската вода. Од Агенцијата за храна и ветеринарство пак заседал велат дека тие немаат сопствена лабораторија и дека тие укинуваат забраната за водата за пиење само по стручно мислење кое што ќе го добијат од лабораториите и од нивните резултати. Иако забраната за пиење на водата во Гостивар беше укината уште во петокот, денеска оваа тема повторно беше цел за меѓупартиски препукувања. Деталите ги погледнеме во продолжение. Министерството за здравство ги објави анализите за водата во Гостивар кои ги правил Центарот за јавно здравје Тетова. Според извештајот од мострите земени на 12 август од неколку јавни чешми, бензински пумпи, болницата во Гостивар, брзата помош, гробишта покажуваат дека водата е безбедна, па забраната за пиење на водата се укина. Меѓутоа, министерот за здравство повика да се објават анализите и од ЦУК, АХВ, Гостиварски комуналец. Според Клековски, само Агенцијата за храна и ветеринарство може да ја тргне забраната за водата и да ја прогласи за безбедна. Овие се тука мостите земани во деновите, ова се резултатите што одлучија дали да се дозволи водата за пиење или да не се дозволи водата за пиење. Меѓутоа повторно одлуката за тоа е на АХВ, на ниеден друг орган. Оно што е собственост на национална програма за јавно здравје. Таа е собственост на Министерството за здравство и јас сум овластено лице да ги објавам тие информации. Тоа што е направено по барање на ЦУК, на АХВ, јавно комунално предпријатие, собственост на тие институции, ќе замолам да тие резултати ги барате од нив. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство за Сител вели дека тие немаат приватна лабораторија за да прават анализи на водата. До нив пристигнуваат резултатите од Институтот за јавно здравје, Центарот за јавно здравје Тетово и јавното предпријатие Водовод Скопје, како и Гостиварски комуналец. А резултатите може да ги објави само странката која барател на анализите. АХВ не поседува сопствена лабораторија, ниту стручни лица за толкување на резултатите. Врз основа на стручното мислење од лабораториите, АХВ одлучува дали истата вода е за пиење или не. Агенцијата не врши толкување на резултатите од доставените лаборатории, велат оттаму. Од опозицијската СДСМ и денеска прашуваат која институција гарантирала дека водата во Гостивар е исправна за пиење и зошто не се објавуваат официјалните резултати од земените примероци. Криењето на документите од страна на власта на Мицковски создава несигурност, недоверба и паника меѓу граѓаните. Според ВМРО-ДПМН пак, СДСМ има одговорност за епидемијата во Гостивар, бидејќи ја дели локалната власт заедно со ДУИ, Таравари и Лимани. Поради неспособноста на СДС, ДУИ и партијата на Таравари, владата предводена од ВМРО-ДПМН ги зема работите под своја контрола и овој проблем се реши. Министерството за здравство му препорача на јавното предпријатие Комуналец Гостивар да ја подобри контролата и дезинфекцијата на водата за пиење и редовно да ја одржува водоводната мрежа. Клучните барања се автоматизирано и континуирано следење на хлорот од изворот до чешмите, мерење на неговото ниво на повеќе точки во мрежата во различни делови од денот, како и брз аларм за било какви отстапувања. Сето ова треба да се спроведува со редовен мониторинг согласно програмата одобрена од Агенцијата за храна и ветеринарство. Тамара Дичевска, Сител телевизија.
Огромниот пожар во Мариово и натаму Бесне, а по Чаниште огнената стихија сега се приближува кон селото Крушевица. Пожарникари, доброволци и екипи на ДЗС се борат со фронт долг повеќе од 20 километри, додека силниот ветар за неколку секунди ја менува состојбата на терен. Од воздух интервенира и хеликоптер, а се очекува вклучување и на ертракторите. Дарко Штарговски беше таму. Огромна огнена стихија од минута во минута го проголтува Мариово. Ова е досега најголемиот пожар оваа сезона во Македонија и според познавачите на приликите истиот ќе гори со денови, затоа што теренот на кој што се простира е огромен, а бројот на оние кои што го гаснат е сепак мал. Нема доволно луѓе и доброволци. Екипи на ТПП е Прилеп, Дирекцијата за заштита и спасување, доброволците од друштвото Архангел од Битола и од Виница, како и од други градови. Цела вечер лавовски се бореа со надчовечки напори огнената стихија да не навлезе и во селото Крушевица. Но опасноста и денеска е голема. Пожарот е разделен сега на повеќе краци. На сосем друга страна, кон битолската страна, каде што се наоѓа битолското село Орле, има еден крак со кој што се борат битолските пожарникари. Таму ангажиран тежок булдожер кој што прави противпожарна пресека. Од оваа страна, од страната на Чаниште и Крушевица, работат прилипските пожарникари со поддршка на специјалните тимови на дирекцијата, огнените тимови со 4 пинцгауери, како и повеќе тимови на дирекцијата составени од доброволни пожарникари од Битола, Кочани и Виница, кои што исто така дадоа изворени резултати. Голем дел од краците се испресечени, ако линијата беше можеби повеќе од 20 километри. Сега таа е прекината, како што може да се види зад мене. Имаме на едно место столб, на друго место, но немаме непрекината линија на горење. Доколку пожарот ја премине реката Црна или пак патот кој што го сечи Мариово на два дела и води од Прилеп до селото Витолиште, тогаш огнот би преминал во вистински несопирлив ѕвер, кој што ќе биде најголемиот пожар кој што досега го доживеала не само Македонија, туку и целиот регион во 2026 година. Затоа и апелирам до граѓаните, особено оние кои што имат вакви куќи во вакви напуштени села, полунапуштени села или викендици, или куќи кои што ја користат како викендици, да го изорат, да го ископат дворот, да направат земјен појас. Земјата не гори, ако дворот е изоран, ако е земјен, ако нема вегетација, викендицата ќе биде заштитена. Огнот, освен од земја, се гаснеше и со полициски хеликоптер. Екипите остануваат на терен, будно следејќи ја ситуацијата, а се апелира и секој оној кој што може да се приклучи во гаснењето на стихијата. За Сител, Дарко Штарговски. Да, во изминатите денови целата држава беше под опасност од пожари. Дали времето ќе ни даде да земеме здив, го прашувам Спасе Јовановски од временската прогноза на Сител. Спасе, има ли надеж да залади? Цаци, ако до денес мислевме дека е топло, денес па-натаму ќе биде се потопло и потопло. Кулминација или пеколно жешко време доаѓа за викендот, каде што температурата ќе го достигне 41 степен, со висок УВ индекс кој што изнесува 10, што во превод значи дека ако сте изложени на сонце само 10 минути ќе се здобиете со изгореници. Утре минималните температури ќе се движат во интервал 12 до 21, додека пак дневните ќе достигнат од 28 до 39 степени. Во петок уште потопло, утринските од 14 до 23, а пак максималните дневни од 29 до 40 степени. Во текот на викендот топлотниот бран дополнително ќе се засили, па така во сабота и недела. Минималните температури се движат од 16 до 25, а па дневните од 30 до високи 41 степен. Во повеќе населени места ќе имаме и тропски ноќи, при што температурата нема да се спушти под 20 степен. Слични временски услови ќе продолжат и во понеделник со утрински температури од 16 до 25, а максимални дневни од 30 до 41 степен. Како што напоменавме, дополнителна опасност ќе представува и многу висок УВ индекс, кој што ќе достигне до 10. Се препорачува да се избегнува директно излажување на сонце, особено во периодот од 11 до 17, а доколку престојот на отворено е неопходен, задолжително да се користи лесна и светла облека, капа, очила за сонце и крем со висок заштитен фактор и да се почитуваат препораките на лекарите за справување со топлотни бранови.
Потребно е редовно несување вода и други безалкохолни течности, избегнување тешка физичка активност во најтоплиот дел од денот и почесто одмарање во разладени простори. Посебно внимание треба да им се посвети на повозрастните лица, хронично болните, малите деца и лицата кои работат на отворено. Децата и домашните миленици во никој случај не треба да се остават во затворено возило, дури ни на кратко. Поради високите температури и сувата вегетација, дополнително сушење на почвата, значително ќе се зголеми опасноста од појава и брзо ширење на пожари. Апелираме граѓаните да не палат оган на отворено, да не фрлаат до горчиња од цигари или стаклен отпад во природата. При забележување чат или пожар потребно е веднаш да се изваждат надлежните служби. Со многу повеќе детали околу временската веднаш повестите. Спасат и благодарам. Не е охрабрувачка вест дека викендов ќе имаме 41 степен, но се надам дека граѓаните ќе ги послушаат препораките кои ги спомена во ова вклучување. Благодарам. По 7 години чекање за трансплантација на срце, 33 годишниот охриѓанец Дарко Најдевски е итно транспортиран со владин авион во Берлин. Неговата здравствена состојба се влошила, а поради недостаток на соодветен донор во земјава, Германски медицински центар го прифатил за стабилизација и подготовка за трансплантација. Сега се чека соодветен донор за да може да се изврши операцијата. Нина Ритоновска. 33 годишниот охриѓанец Дарко Најдевски, кој 7 години чека трансплантација на срце, со владин авион транспортиран во Берлин, Германија. Пациентот претходно подолго време се лекувал на клиниката за кардиохирургија и бил квалификуван за трансплантација на срце. Но поради влошување на неговата здравствена состојба и потребата од итен третман, поради недостаток на соодветен донор во земјава, итно е покрената постапка за лекување во странство. Германскиот медицински центар го прифати пациентот за стабилизација и подготовка за оперативниот зафат, каде што се чека појавување на соодветен донор за да се изврши трансплантација на срце. Посочуваат владини извори на денешниот брифинг. Неговата сопруга Ирена пред само неколку дена алармираше дека состојбата е критична и дека неговото срце повеќе не може да издржи. Доаѓа до пропуштање на неговото природно срце, не на апаратите. Апаратите си работат својата функција, меѓутоа неговото срце повеќе не може да издржи. Станува збор за комплицирана ситуација во која што доаѓаат други компликации од долгото носење на ваквите помагала. Инаку транспортот е реализиран преку Фондот за здравствено осигурување и со поддршка на Министерството за здравство. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Прага нуди посредство за надминување на спорот меѓу Скопје и Софија. Утре ќе се знае дали и оваа година ќе има училишна кушничка за помош на семејствата за купување прибор. Прага нуди посредство за надминување на спорот меѓу Скопје и Софија. Чешкиот шеф на дипломатијата Петер Мацинка порача дека прашањето веќе не е само билатерално, туку европско и дека решение треба да се бара со консензус. Од Скопје јасна порака, членството во ЕУ останува стратешка цел, но за идентитетот и јазикот нема преговори. Официјална Прага нуди помош за решение прифатливо за Скопје и за Софија, но спорот меѓу двете страни веќе не е билатерално, туку мултилатерално прашање по заклучоците од 2022, порача од Охрид чешкиот министер за надворешни работи Петер Мацинка, кој се наоѓа во официјална посета на земјава. Вели во интерес на Унијата е да се најде решение, но и да ја вреднува подготвеноста на Македонија за членство. За Чешка како пријателска земја, членството е приоритет, а решението треба да се бара преку консензус. Постои голем интерес за проширување и заради тоа и во интересот на Европската Унија мора да биде овие последни пречки да се отстранат, бидејќи Европската Унија треба да знае да го оцени мерката на подготвеност на земјите кандидати за огромната работа која што Северна Македонија успеа да направи и одстапките кои што сакаше, кои што беше подготвена да ги направи исто. Така што ова прашање е веќе мултилатерално, мора да биде врз основа на договор. Република Чешка е подготвена да учествува, секако дека сакаме да разговараме за ова. Шефот на македонската дипломатија Муцунски го повтори државниот став дека интеграцијата во ЕУ останува стратешка цел, но очекувањата се процесот да биде предвидлив и соодветно вреднуван. Македонија не прифаќа преговори за македонскиот идентитет, јазик и посебност, деците на Муцунски. Дали треба да се најде соодветно решение? Нема никаква дилема. Но дали сме подготвени да прифатиме решение кој што не ни обезбедува предвидлив пат кон членство, не само да ги отвориме преговорите,
туку и да имаме и предвидливост за тоа што преговараме и разговараме во текот на преговори. Тоа е за нас она што е суштинско. И ќе повторам, ние како влада, но и како луѓе пред се сметаме дека преговорите не треба во својот фундамент да засегаат прашања поврзани со јазик, идентитет, историја и култура. Односите на релација Скопје-Софија ќе бидат тема на разговори при посетата на чешкиот премиер Бабиш на Бугарија следниот месец. Како сојузници во НАТО, министрите констатирале дека Македонија и Чешка имаат заедничка одговорност за зачување на мирот, безбедноста и стабилноста во Европа и регионот. За време на дводневната посета на Македонија, Мацинка ќе се обрати и на амбасадорскиот совет утре во Скопје. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Интеграциите и односите со Бугарија. Се водат ли разговори под радарот? Забавена инфлација, поголем раст. Го чувствуваат ли тоа граѓаните во својот паричник? Кој каде затаи во случајот Густиван? Што може да ја натера власта на предвремено изборно соочување? Тема на денот во 19 со премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Од септември уште повеќе основци ќе учат само во една смена. Министерството за образование го проширува концептот на едносменска настава, а планот е до следната година тој да се применува низ целата држава. Паралелно се подготвува и оптимизација на паралелките, но дел од родителите стравуваат дека тоа ќе значи затворање на малите подрачни училишта. Со новата учебна година се проширува бројот на училишта каде што се воведува едносменска настава. Планот на МОН е до следната овој концепт да се воведе во целата држава. Адаптација, доградба и реновирање во моментов се прави во 6 училишта, а МОН е подготвено проектот да го спроведе во уште 15 други. Од 1 септември во една смена ќе учат и над 700 основци во основното училиште Александар Македонски во Реонски центар Аеродром, каде што градежните работи на доградените училници се веќе при крај. Тоа е второто основно училиште во Аеродром кој што воведува комплетна едносменска настава, овој пат благодарение на поддршката и соработката со Министерството за образование и наука. Ние како општина заедно со училиштето ќе набавиме комплетна опремата потребна за адаптираните училници. Придобивките ќе ги видат сите, како учениците, родителите и вработените. Доградуваме 3 училници во вредност од 2,2 милиони, за да има возможиме на учениците соодветно, но и на наставниците соодветно да го стекнуваат своето знаење на големо задоволство, еве и во општините каде што има прираст на ученици. Во меѓувреме се прави план за оптимизација на паралелките во сите основни училишта кои треба да овозможи подобри услови за учениците и поквалитетна настава. По реакциите на родителите кои се против затворањето на подрачното училиште во село Долни Балван Карбинци и преместување на децата во соседното Таринци, министерката Јаневска порачува дека учениците не треба да остануваат во изолирани средини. Ако тие се на 2 до 3 километри оддалечени од другото училиште, децата треба да се социализираат, постојано го повторувам ова. Значи да стекнат други видици, кај нив да се побуди мотивација за учење, да видат смарт табла, да добијат таблет од општината, нешто што е различно од живење на 5 деца кои се во 3 различни класа, а се сместени во едно одделение. Сепак Јаневска уверува дека Министерството нема да наметнува решенија на сила и најавува директна средба со родителите и општината за да се постигне заеднички договор. Во рамки на плановите за подобрување на инфраструктурата, таа потврди дека не е заборавено ниту училиштето во Идризово, кое исто така е ставено во планот за доградба на нови училници, процес кој ќе започне кон крајот на оваа или на пролет следната година. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Утре ќе се знае дали и оваа година ќе има така наречена училишна кошничка за поевтин прибор пред стартот на учебната година. Министерството за економија ќе разговара со трговците за цените и можните намалувања. Во меѓувреме пресметките на Сител покажуваат дека за основно опремување на едно прваче се потребни најмалку 5000 денари, а трошокот може да достигне и до 10. Мартин Арсов. Утре Министерството за економија ќе одлучува дали и годинава ќе има училишна кошничка. Мерка со која треба да се спречи поскапување на училишниот прибор пред почетокот на новата учебна година. Од економија за Сител брифира дека е планиран состанок со трговците на големо и мало, кои продаваат школски материјали. На средбата ќе се разговара за актуелните цени и можноста за нивно намалување. Мерката се применуваше и во изминатите 2 години и според надлежните придонесе за заштеда на семејствата до 2000 денари.
Дали и годинава ќе се активира истата мерка? Министерката за образование вели дека тоа е предлог што треба да дојде од Министерството за економија. Сигурна сум дека тие водат сметка за се што треба да се направи и доколку има такво нешто, на време ќе бидат информирани родителите. А додека се чека одлуката, Сител пресмета колку пари се потребни за основно опремување на едно прваче. Нашата математика вели дека потребни се најмалку 5000 денари, додека за посолидна и покомплетна опрема сумата може да достигне 7 до 10.000 денари, зависно од изборот на производи. Само ранец во актуелните понуди може да се најде од нешто над 1000 денари, но има и поскапи. На списокот за едно прваче се и моливи, гумички, острилка, дрвени бојци, фломастери, водени и темперни бои, четки, лепак, ножички, линијар, блокови за цртање. Дополнителен трошок се и тетратките. За почеток обично се потребни повеќе тетратки со линии и коцки. За оваа ставка реално е да се предвидат околу 1000 денари, зависно од бројот и видот на тетратките. Доколку се купуваат и шише за вода и кутија за ужина, треба да се додадат уште најмалку 800 денари. На пазарот има и готови комплети, кои чинат околу 2000 денари. Дел од родителите оваа година ќе имаат помал трошок доколку живеат во општини кои обезбедуваат бесплатен прибор. Например, Карпош и Киселавода обезбедуваат ранче и училишен прибор за првачињата. Во Ѓорче Петров пак, за првачињата е предвиден пакет мерки кој вклучува бесплатен ранец, финансиска поддршка од 3000 денари и ужинка. Во општина Центар и оваа учебна година продолжува мерката за бесплатни униформи за сите ученици од 1 до 9 оделение. А во аеродром секое прваче запишано во основно училиште на територијата на општината ќе добие 3500 денари еднократна парична помош. Мартин Арсов, Сител телевизија. Инфлацијата во Европа повторно забрзува, а најголемиот притисок доаѓа од поскапувањето на енергијата. Во еврозоната трошоците за живот во јули пораснале за 2,9%, а во ЕУ за 3%. Од ЕЦБ предупредуваат дека Европа ја губи дел од економската предност во однос на Кина и дека геополитичките тензии дополнително ги намалуваат инвестициите и растот. Благ пораст на инфлацијата во еврозоната. Евростат објави дека во јули трошоците за живот се зголемиле за 2,9%, додека во Унијата годишната инфлација достигна 3%. Поскапело речиси се, и услугите, и храната, и пијалоците. Но најголем е скокот кај енергијата. За една година над 10%. Зголемувањето на цената на енергенсите започна со стартот на војната на Блискиот Исток. Од март годинава. Највисоки стапки на инфлација има во Романија, Литванија, Кипар и Бугарија, додека од земјите кои не се членки на Унијата, Турција е на првото место. Трошоците за живот таму се зголемени за речиси 32%. Од регионот Србија има најниска инфлација, од 2,2%. Кај нас во јули забави изнесува 2,4%, во Албанија и Црнагора над 3%. Косово 6,5%. Податоците за инфлација се показател за промена на монетарната политика и за неколку недели аналитичарите очекуваат Европската централна банка да ги зголеми каматите. Денеска председателката на ЕЦБ, Лагард, изјави дека глобалниот поредок е под притисок. Европа мора да го смени моделот, затоа што предноста што ја имаше постепено ја губи, на сметка на Кина. Денес Кина директно и конкурира на еврозоната во речиси 40% од секторите, во кои ние имаме компаративна предност во споредба со околу 25% на почетокот на 2000-тите. И ефтината енергија на која европската индустрија некогаш се подпираше, вклучително и она од рускиот природен газ, веќе не е достапна. Поради зголемената неизвестност, компаниите се помалку инвестираат, што негативно влијае врз производството и потрошувачката. Главниот двигател на растот во еврозоната ќе биде домашната побарувачка. Затоа Лагард бара Европа подобро да го искористи својот домашен пазар и да ги задржи фирмите да вложуваат во Унијата, а не да се дисперзираат во други држави. До сега 12% од растечките компании се преселиле, а најмногу во САД. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. ChatGPT сега добива и верзија за тинејџери. Наместо само да им ја реши домашната задача, новиот режим треба да ги води чекор по чекор да одговорат. Има и дополнителни ограничувања за чувствителни содржини. Но дали тоа е доволно за младите на вистина побезбедно да ја користат вештачката интелигенција? Анализа на Габриела Лескова.
OpenAI ја лансираше новата верзија на ChatGPT, наменета за тинејџери од 13 до 17 години. Ова оптимизирана верзија е создадена понапливот од реакции на загрижени родители од целиот свет, кои сметаат дека апликацијата е закана за младите доколку нема никакви ограничувања. Новата верзија овозможува поголема поддршка во образованието, поттикнува критичко размислување и го насочува ученикот кон учење чекор по чекор, наместо директно да му го пласира точниот одговор. Например, една од новите опции е study mode, односно режим на учење. Наместо готово решение на домашна задача, учениците добиваат квизови и визуализации кои им помагаат сами да го најдат точниот одговор. Апликацијата располага и со потсетници за домашна задача. ChatGPT за тинејџери има и посилни заштити, ограничување на чувствителни теми, меѓу кои само повредување, насилство, нарушување во исхраната и сексуална содржина. ChatGPT за тинејџери е создадена со многу експерти и воспитно-образовни работници. Не секој ученик има некого дома кој може да му помогне кога ќе заглави или има прашање во врска со домашната задача. Со соодветни заштитни мерки, вештачката интелигенција може да помогне да се потполни таа празнина. Алатки како Responsible Homework Reminder можат да ги водат учениците чекор по чекор, помагајќи им да ги разберат своите грешки, да стекнат самодоверба и да продолжат да учат, а не едноставно да им го дадат одговорот, вели Ракел Гибсон, наставничка по математика во Мајами, Флорида. Дали ако родителите во Македонија ја инсталираат оваа верзија кај своите деца ќе бидат побезбедни во дигиталниот свет, ги прашав домашните експерти. Како родител би ја инсталирал секоја заштита за детето кога користи било каква дигитална апликација, така што ова што го нуди е, би рекол, позитивен исчекор. Не е перфектно, меѓутоа оди во насока на по-безбедно користење на вештачката интелигенција или по-безбедно користење на една дигитална алатка. Секогаш се треба да се зема со резерва, бидејќи тековно не сум запознаен со 100% успешност на оние заштитни механизми при користењето на вештачката интелигенција. Ламевски додава дека ако младите ја користат вештачката интелигенција без надзор, може да биде опасно. Тоа е одлична алатка која што тинејџерите можат да ја користат за учење, меѓутоа сепак треба да се зема со резерва, бидејќи користењето на вештачка интелигенција за учење е едно, ама и учениците и студентите може да ја користат за мамење, може да ја користат за други работи и може да станат премногу зависни од нејзиното користење и да заборават на она класично учење дека треба понекогаш да се прочита книга или да се консултира и рачна литература. За тоа колку ChatGPT за тинејџери ќе влијае врз начинот на кој младите учат и комуницираат со AI, допрва ќе се оценува. Габриела Лескова, Сител телевизија. Како што најави во Централниот дневник во 19 часот, мој гостин ќе биде премиерот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Останете до тогаш со програмата на Сител, се гледаме во 19 часот. Пријатно!